почитувана подпредседателка, почитувани колеги и колешки, почитувана јавност. Денес собранието ќе го обуиме во розово, за да ја подигнеме свеста за една од најчестите болести со која се соочуваме, ракот на дојка. Воедно, денес го одбележуваме октомври, меѓународниот месец за борба против ракот на дојка и поддршка на заболените. Ова е болест која може да го погоди секого од нас, без оглед на возраста, општествениот статус или етничката припадност. Ракот на дојка е втор најчесто диагностициран рак кај жените, после ракот на кожата, а е втор по причина за смрт од рак, после ракот на бели дробови. Статистиките покажуваат дека честотата на болеста во последните 30 години расте на глобално ниво и тој пораз изнесува 3,1% годишно, а морталитетот варира. Истражувањата покажуваат дека во просек 1 до 8 жени во својот живот ќе развијат рак на дојка. Околу 2/3 од жените се на возраст од над 55 години, а останатите се помеѓу 35 и 54 години. На светско ниво има околу 2,1 милион ново диагностицирани случаи на карцином на дојка кај жени. Но иако оваа болест е една од најсмртоносните видови на рак кај жените, оваа болест ги погодува и мажите од 1 до 2%. Напредокот на медицината болеста рак на дојка ја класифицира во болест која се повеќе е излечива, која може да се победи доколку рано се открие. Раната диагностификација е можност за оваа болест да се лекува, можност за живот и затоа сите ние треба да го посветиме потребното внимание. Редовните лекарски контроли, самоконтролите и контролите во специјализираните лекарски установи може да ни го спасат животот, а животот не заслужува изговори. Затоа ве повикувам да му го посветиме потребното внимание на нашето здравје, така што редовните лекарски контроли ќе станат дел од нашиот живот. Драги девојки, никогаш не е рано за да се грижите за вашето здравје. Драги сестри, жени, драги мајки, најдете време да се грижите за себе, како што се грижите за вашите сакани. И не заборавајте дека секој преглед е важен. Сакам да потенцирам дека пружањето на здравствените услуги од страна на специјализиран лекарски персонал со современа опрема за диагностифицирање и третирање според највисоките европски и меѓународни стандарди останува тежнење на државните институции. За крај, да не забораваме дека важно е за нашето здравје да размислуваме секојдневно и на време. Овие розови панделки кои ја символизираат надежта, нека бидат потсетник и потик за тоа уште денес да закажеме превентивен преглед, затоа што ништо не е посвето од нашиот живот, а за она што ни е свето не смееме да имаме изговори. Благодарам.